прекрасната планина Плачковица се одържа третото коло по ориентация во Лигата за планинари во Македонија. Ние разговараме со председател всушност на организационниот одбор на Лигата за ориентација, господинот Васко Серафимовски, кој ќе ни каже нешто повеќе околу организацијата на оваа трето коло. Прво, еден поздрав до сите редовишени и општо до сите овде планинари надпреварувачи и до вашата телевизија поздрав. И сакам да кажем дека овој надпревар е од републички карактер, е трето коло на Македонија и за прв пат е овде изработена карта во боја со размери 1:15.000 по стандардите на Меѓународната ориентационна федерација ИОФ. И опште пошироко овде учествуваат 15 градови, 15 екипи со негде околу 220 надпреварувачи во категориите М12, Ж14, Ж16, Ж18, М21, М35 и М14. Да, инаку на овој надпревар имавте гости и од Бугарија. Да, овој надпревар доби меѓународен карактер со тоа што имавме покането гости од Бугарија, имавме покането од Србија, Црна Гора и од Хрватска, доколку само пристигнаа од Бугарија и со нив исто и тие ќе кажат нешто околу ова организација и квалитетот на нашиот надпревар. Да, вие ко председател на Лигата за ориентација на републичко рековме државно ниво, како сте задоволни од организацијата денеска? Па овде е прекрасна организацијата е на ниво, додуше за ова можат поточно се меродавни да кажат контролорите и судиите, само уште нешто да кажем дека во септември е планиран овде Купот на Македонија, а во идната година е планиран од меѓународен карактер првенство за меѓународно такмичење. Сега малку повеќе да ни кажете, ова е трето коло, колку коло остануваат оваа година, ете за афирмација на планинарството кај нас? Да, оваа година имаме за цртано 8 кола, уште 5 кола, што закаснување едно Штип требаше да се одржи во мај, ради карта печатење исто во боја, ќе се одржи негде во крајот на август, така да во есента има уште 4 кола. Ви благодарам. Благодарам на вас. Разговорот го продолжуваме, почитувани гледачи, со контролорот на денешното трето коло во ориентација во Лигата во Македонија, со господинот Влахов Јане. Господине Влахов, како вие ги видовме денешните надпревари? Видите, надпревар беше организиран во најдобар ред. Благодарение на картата изработена во боја, немаше никакви проблеми, на стаза се беше во најдобар ред. Дали сте задоволни од организацијата, почна домакин од планинарско-алпинистичко ориентациониот клуб Бел Камен од Радовиш? Па, организацијата беше на високо ниво и затоа предложивме Купот на Македонија да биде токму овде на Плачковица. Че тоа ќе биде признание за нашиот клуб овде од Радовиш да биде домакин на Купот. Уште да ни кажете поточно дали сите надпреварувачи успеа да завршат ориентацијата? Добро е што сите надпреварувачи стигна на целта, немаше никакви повреди на стаза, значи за се во најдобар ред. И уште во колку категории се одржа на нешто такова? Тоа се одржа во 8 категории. Благодарам. Судија во денешното трето коло, почитувани гледачи, е гостинот од Бугарија Ицо Костадинов. Тој ќе ни каже нешто повеќе за надпреварите во оваа трето коло. Характерно за състезанието сега е, че то за първи път се провежда с цветна карта по стандартите на Международната федерация по ориентиране. И времената, които дадаха състезателите, са много по-добри от тези, които са давали на старата карта, въпреки че им е познато. Може би тази карта ще даде тласък на самите състезатели да започнат да се занимават много по-активно с тренировъчна дейност. Защото децата сами ми дойдоха и ми казаха, че с тази карта вече те трябва задължително да започнат да тренират, тъй като им дава голяма възможност за много по-скоростно преминаване на маршрутите. Това е голямия скок, който се прави с тази карта. Да. Дали имаше някакви проблеми во текот на оваа трето коло? Никакви проблеми. Това беше най-радостното и за нас като съдии, че всички бяха доволни и щастливи, нямаше нито един проблем. След като са спокойни състезателите, те си отиват радостни и желаят още нови такива стартове. Дали сте пръв път на нашата планина Плачковица? Да. И какви са вашите импресии от нея? Добре, много добре. Много е красива, картата стана красива и тук ще можете да направите в близкия район един център учебен и състезателен за нашия спорт.
Дали во близки дни, ето да речем, ви го поканили нашето планинарско дружество, алпинистичко, да биде гостин во Бугарија? Разбира се, няма проблем. Ви благодарам. И аз Ова трето коло, почитувани гледачи, имаше и се разбира интернационален карактер. Гости се спортското друштво или спортскиот алпинистички клуб по ориентација од соседна Бугарија, од градот Пловдив. Ние ќе поразговараме со еден од нивните надпреварувачи. Најприм вашето име. Валентин Владимиров. Како сте задоволни денеска од овој надпревар по ориентација? Първо, искам да изкажа моята благодарност за поканата да взема участие в третия кръг от първенството по ориентиране за Купата на Македония. Смятам, че организацията премина на много добро равнище. Района беше добре подбран и отговаряше на всички изисквания за провеждане на едно международно състезание. Най-голямо впечатление ми направи, че Македония вече разполага с първата цветна карта по ориентиране, която по моя преценка е на много високо равнище, качествено изработена и според мен това е един нов качествен скок от развитието на ориентирането на Македония. Дали са доволни от приемът на домакинот нашето алпинистичко друштво Белкамен, Радовиш? Специални благодарности към домакините от Радовиш за техната сърдечност и гостоприемство. И накрая само какви са вашите импресии? Верувам дека за пръв път сте на планината Плочковица. Да, наистина за пръв път съм тук, в планината Плачковица. С удоволствие ще дойда и втори път, стига да имам такава възможност. Се надевам дека соработката помеѓу вашето спортско друштво и на ниво на двете държави Бугария и Македония ќе продължи. Ви благодарам. Аз също. И аз благодаря.